Нема назад. Само напред. Напред до победа. Борба против корупцијата, еднаквост пред законите, квалитетна и ефикасна правда. Така говореше власта пред изборите. Нема таков суд, судија, обвинител, што ќе го запре овој процес. Така говори власта и сега. Новата влада е цврсто одлучна да се спротистави во периодот што следи на корупцијата и криминалот. Но последниот извештај на Државниот завод за ревизија откри дека судството, инспекцијските служби па и ревизијата бараат, но не добиваат доволно пари и вработувања за да ја извршуваат функцијата. Како оди борбата против корупцијата и криминалот без соодветни инвестиции? На почетокот на следната се навршуваат 2 години од новата антикорупцијска комисија, но многу работи се уште се постаро. Мислам дека се можеше да биде побрзо и меѓутоа времето назад не се враќа тоа. Пред се, времето не се враќа за компјутерскиот систем, кој требаше драматично да ја забрза проверката на имотот на функционерите. Европската унија одамна ги купи серверите, но прво немаше место за опремата во сегашното седиште на Државната комисија за спречување на корупција. Потоа падна одлука антикорупцијска да се пресели во поголеми простории, но тој план пропадна, откако со COVID-19 кризата веднаш настрада буџетот на ДКСК. За документи да се овртат, да се сруши и тука се биде архив. Сега ДКСК ќе ги реновира старите канцеларии, за конечно да може да ја инсталира опремата, а до тогаш ќе продолжат да собираат информации пешки, односно по пошта. Тоа ја разводнува работата. Знаете, сега за еден предмет сте испратиле документи, па чекате, па сте започнале нели во меѓувреме мора да се работи на некој друг предмет, па и од таму чекате документи, настанува малце тука, како да речам, преклопување на документација, преклопување на обврски и така натаму. За разлика од таквата ситуација што треба да возможи софтверот. Например, еве да го земеме примерот за проверка на имотната состојба на судиите. Проверката на имотната состојба на овие претседатели на судови ќе се завршеше можеби за една недела. Ивановска конечно може да најави тендер за изработка на софтверската апликација. Ако нема нови сопки, до следното лето ќе биде далеку полесно да се провери имотот на функционерите. Дека ќе има пари и за тендерот и за нови вработувања, ветиле од Министерството за финансии. Двете главни препораки што ги доби оваа влада од Европската комисија во извештајот беа да се спроведат препораките кои што ги дава ДКСК по предметите и втората битна препорака беше да се подржи со финансиски ресурси и и човечки ресурси. Така што сметаме дека владата ќе се биде и одговорна кон Европската комисија и дека ќе одговори на барањата што ги има. За ефикасна борба со криминалот и корупцијата, клучни се инспекцијските служби, кои имаат надлежност да ловат и казнуваат злоупотреби. Но Државниот завод за ревизија утврдил дека минатата година биле пополнети само 59% од инспекцијските позиции. Например, најголемиот инспекторат, пазарниот, по систематизација има 293 вработени, но на платен список има 140 или 48% од потребното. Најлошо е во Државниот инспекторат за локална самоуправа и Државниот девизен инспекторат, кои имаат само по тројца вработени од предвидените 22, односно 21 вработен. Ревизорите во својот извештај посочуваат дека ваквата кадровска екипираност може да влијае на ефикасноста на работата на инспекторатите, како и на приходите што државата ги добива од казни и глоби. Председателката на инспекцијскиот совет вели дека сепак се снаоѓаат и вака. Имаме ефикасен инспекцијски надзор, значи бројките се солидни, секако дека има простор, мислам да се разбереме, не велам дека нема потреба до екипирање. Според Филиповска Грашковска, проблемот што снемувало инспектори низ годините е во стариот закон, кој ги отежнувал новите вработувања, како и во ниските плати. Затоа вели донесен е нов закон, а владата дополнително го задолжила Министерството за финансии да дава пари за онолку вработувања колку што инспекторатите ќе побараат. Пред нас останува уште да се заменат, да се пополнат оние места кои што ќе се упразнат оваа година и наредната и потоа веќе не се очекува толку голем природен одлив.
така што сите наредни вработувања веќе после тоа ќе бидат апсолутно за зголемување на капацитетите на човечките ресурси на инспекцијските служби, а не за пополнување на оние работни места кои што се упразнуваат поради пензионирање. Стратегијата прво да се пополнат местата што допрва ќе се празнат поради пензионирање, а дури потоа и оние што недостасуваат од претходно, има своја логика. Но тоа значи процес за кој ќе бидат потребни повеќе години за да се заврши. Судската власт според уставот е независна и поради тоа има посебен буџет утврден со закон. Државата мора годишно да издвојува најмалку 0,8% од бруто домашниот производ за оваа сфера, но законската обврска со години не се почитува. Според Државниот завод за ревизија, минатата година судската власт добила помалку од половина од предвидениот буџет, односно 0,35% од БДП. Оправдувањата секогаш се различни, но со оглед на фактот дека е таа законска обврска и со оглед дека е еден од главните столбови за независно самостојно судство, сметам дека државата треба да обезбеди таков износ на финансии. Особено беше интересен фактот и е интересен фактот дека Државниот завод инсистира и на други околности во однос на буџетирањето, инсистира на посамостојно определување на износите, на осамостојување во однос на креирањето на политиките на вработување и така натаму, но за жал за сега тоа останува во рамките на државата. Првиот човек на Сдруженијето на судии посочува дека дел од судовите и натаму се соочуваат со основни проблеми, како недостиг на вработени и дотраеност на опремата и инфраструктурата, а тоа влијае на ефикасноста на судската власт. Ако ги гледате вие стандардите на Европската унија и така натаму, ќе видите на колку стручки треба да има еден судија, како треба да изгледа опременоста на судницата, како треба да се направи комуникација меѓу странките и судот и така натаму. Сето тоа е во рамките на организацијата на самиот процес на судење. Значи, ако ви имате добра организација, ќе имате и поефикасно правораздавање. Така да сметам дека тоа на крајот на краиштата глобално влијае и на вкупната доверба на граѓаните кои го имаат врз судството. За да се заокружи приказната и институцијата што ги изложи во јавноста овие заклучоци, Државниот завод за ревизија самиот има недостаток од ревизори. Пред 10 години биле 120, сега се 82. Ако вие континуирано со години и давате помалку средства на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на јавното обвинителство, не обезбедувате доволно човечки ресурси на Државниот завод за ревизија и на сите други органи кои што имаат одредена надзорна или контролна или инспекцијска улога, како може да очекувате резултати и да го дадат својот принос? Па сепак резултати се очекуваат. Под притисок само на домашната јавност, резултатите се далеку од задоволителни. Доколку нема блокада од Бугарија, со стартот на преговорите со Европската унија ќе се додаде и притисокот од Брисел. А тогаш, без резултати, сами ќе се блокираме.